Денеска е промоција на винилот Поп култура, која што е компилација од македонски артисти, македонска музика. Многу ми е мило што сум јас дел од таа компилација на винил. Тоа е на Мирко Попов идеја, беше на Мирко Попов идеја и многу ми е драг тој проект. Интересно е доста, пошто сме собрани многу креативци млади и се собираат многу идеи, заедно правиме нешто, мислам дека што е многу големо и ќе стане у иднина уште толку поголемо. Со Мирко Попов беше многу возбудливо да се работи, многу драго, пошто он е, нели, легенда скопска. Заедно го работевме, јас настапував на Поп култура настанот. Префин, прекул човек беше, настанот беше предобар, онака баш топ левел беше. Печатоците се предобри, има сонце убаво, има многу убави луѓе, многу добра музика одбравме денеска да пуштаме и така. Уживаме дека ни треба вакви шанси кај што ќе имаме шанса да се представиме и подалеку од Скопје, пример, цела ситуација во Битола. И сме среќни што имаме шанса да се представиме пред нова публика и да стигнеме подалеку од онаму кај што створиме и тоа што не затвара можеби некој круг нереален. И да излеземе малце подалеку од кругот, дека од кругот излезот е гласен во тишината, има еден стих од следниот албум, тој ќе може да го чуете за некој месец, а јас забегав од првичната тема, супер е. Многу сме благодарни што и сме среќни што бевме дел од платформава и што ќе продолжиме да бидеме и да свириме, да промовираме вакво движење. Да продолжиме неговата идеја и неговата визија за тоа што пробуваше да направи. Единствено тоа е начинот да го испоштуваме тоа за кое се бореше. Тоа е некоја поурбано, покултурно и Скопје и Македонија. Изгубивме другар, али не останува на нас одговорност, така, од помлади генерации да продолжиме нешто што го започнале некој пред нас. И да, беше човек што веруваше во нас, а и ние верувавме во него. За жал не успеавме некои проекти други да финализираме, али да, тоа е, веројатно тоа е животот. Чудно е да се збори во минато за Мирко, не знам, мислам дека беше и остана се уште пример за како треба да се сака и работи и да се стигне до она што човек сака да го работи. Беше мој соработник, практично со Мирко го водевме под лейблот на PMG Recordings, PMG Dance Digital, што беше фокусиран на електронска музика, стриктно издавање, особено ете македонски артисти тука што творат електронска музика. Организиравме ивенти, пуштавме музика под PMG Dance Digital. Често доста внимававме околу организацијата на самите ивенти, кој ќе пушта музика, дали тоа што денеска од би кажал диџеј и од програма што е презаситена и станува не карактерна, би рекол, доста. Се трудевме да го задржиме карактер и внимателно да ги избереме и артистите и самата организација да биде направена.